Зборуваме за битката помеѓу традиционалните и новите медиуми. Јована, она што ме интересира, во годините кои престојат, ќе изгубиме ли ние битката од новите медиуми? Се надевам дека не, дека гледачите ќе останат доследни на оно што го пласира националниот сервис, а тоа е точна проверена информација секогаш. И сметам дека гледачите треба таква информација. Она што е важно е да знаат како да ги користат медиумите, за тоа зборувате. Да, за тоа зборуваме. За традиционалните медиуми, но и за новите. Конкретно на оваа тема се одржува конференција насловена Медиуми 2040 во Македонија, препораки. Со Зорана Антовска разговарам на оваа тема. Добро утро. Добро утро, ви благодарам на поканата и многу ми е драго што токму со вас ќе зборувам на оваа тема. Проверена точна информација е она што треба да го слушаат гледачите и да ја добиваат информацијата. Но колку во суштина е тоа така, со оглед на тоа дека ние сме јавен сервис, ние сме македонска телевизија, работиме по тие стандарди, секогаш информацијата е од релевантен извор, проверена неколку пати, точна, навремена, но колку општеството ги добива истите тие информации од сите? Така, па пред се би кажала дека ние како општество и како граѓани не ја правиме онаа разлика дека многу често има одредени работи кои што сакаме да ги слушнеме и одредени работи кои што треба на вистина да ги слушнеме и токму затоа сметам дека традиционалните медиуми треба да се оние кои што ќе ги пласираат информациите кои што граѓаните на вистина треба да ги слушнат. Особено проблем кај нас е тоа за оној момент каде што разбираме дека некои медиуми повеќе или помалку пласираат одредени информации кои што се битни за цивилното општество и за граѓаните кај нас. Токму поради тоа, многу често овие медиуми како закана ги гледаат и новите медиуми, што впрочем во реалноста и не би требало да изгледа така, заради тоа што тие треба да се надополнуваат, а не да бидат на еден начин закана едните за другите. Зошто сметате дека условно кажано, представуваат закана? Дали можеби поради тоа што секогаш ексклузивитетот е причина повеќе да се пишува во новите медиуми и да се пласираат некои поинакви приказни и да се прошируваат реалните случувања. Дали сметате дека тоа е главната причина зошто се сметаат како закана или пак нешто друго се случува или пак дигитализацијата си го превзема? Па јас мислам дека на оваа тема се си има свое влијание. Како што мислам едното влијание е ова кое што го зборуваш ти, меѓутоа од другата страна мислам дека и како студент е многу важно да го кажам оној момент на медиумска писменост, затоа што се повеќе и повеќе разбираме дека дури и младите луѓе ја немаат таа медиумска писменост. И токму затоа едно од препораките која што се обидуваме да ја пренесеме со овој проект е дека мора да работиме на нашата медиумска писменост. И кај помладото население, започнувајќи од најмала возраст, основно средно образование, а со самото тоа факултетот не да почнува од нула, туку веќе да ја има таа основа каде што оние студенти кои што сакаат нормално да се запишат на смерот новинарство, само да продолжат во градење на поголема медиумска писменост. Дигитално општество, нова ера, многу можности, демократија од друга страна, секој има право да каже и да напише што смета дека треба да напише. Дали е тоа едно од препораките на кој што ќе разговарате на конференцијата? Така, од едната страна, мислам, секако тука е слободата на говор, затоа што сме забележале дека нашето општество и нашите студенти кои што работеа напорно на овој проект, заедно со студенти од другите земји од Западен Балкан, забележаат дека кај нас имаат проблем со слободата на говор. И токму затоа е важна демократизацијата, затоа што студентите, за да се запишат на новинарство, треба да се чувствуваат сигурно дека ќе ја имаат својата слобода, за слободно изразување и така натаму. Меѓутоа, од другата страна, сепак, паричката има и својата втора, а тоа е етичкото известување за настаните кои што се случуваат, заради тоа што, како новинари, како луѓе кои што сакаме да го информираме општеството, треба да внимаваме на начинот на кој што го кажуваме тоа. Така што, освен слободата, мислам дека и етиката во новинарството е многу важна, двострана улица, колку што новинарите се должни да го прават тоа спрема слушателите, толку и
нели нивните предпоставени, нашите институции се задолжени за тој етички кодекс кој што треба да им го дозволат. Ве слушам внимателно и ја погледнувам агендата. Во агендата не само кај нас наши домашни реномирани професори, доктори, еминентни имиња, представници од новинарската фела, од медиумите, од комуникацијски консултанти кои што ќе присуствуваат на конференцијата и ќе дадат свој осврт, свое мислење. Тука ќе бидат представници од амбасадата на Кралството Холандија во државата, во неформални разговори. Кои се нивните препораки? Се прават ли споредби на општествата? Колку можат сега да се направат споредби? Тие работеа заедно со сите универзитети кои што беа вклучени во овој проект и мислам дека пред се нивната желба беше да слушнат она што доаѓа од студентите. Нели да ја проектираме иднината, како сакаме да биде нашиот медиумски простор во 2040 година. Секако, од другата страна, тие даваат препораки, даваат нели она нивна перспектива, но свесни сме дека доколку промената треба да се направи од нас самите. Така што тие беа тука во целиот процес, нели да ни помогнат, да не насочат, меѓутоа најмногу од се да не сослушаат нас како студенти, што ние сакаме да видиме понатаму. Како представници од студентската фела, кои што исто така ќе присуствуваат, тие ќе бидат идните новинари, генерацијата која треба и нас да не наследи, ние наследуваме некого и тоа е тој круг кој што треба да продолжи. Што велат тие? Што сметаат дека е потребно за во иднина да се промени насоката како да тече, кој треба да го има приматот, дали традиционалните, дали новите медиуми, дали новите медиуми треба да учат и гледаат од традиционалните. Кој е нивното мислење? Така, нивната перспектива е многу интересна за тоа што се заснова на два столба. Од едната страна е токму овој разговор за тоа дека новите медиуми треба секако да функционираат заедно со традиционалните медиуми. Многу интересно заради тоа што целиот технолошки напредок кој што се случува на некој вид е закана за она што представува вистинска информација. Кај нас имаме проблем со многу дезинформации и така натаму, така што идејата на студентите е како ние да се избориме против тие дезинформации, дека човечкиот ум секогаш ќе биде понапред од технолошките иновации, затоа што ние ја гледаме реалноста тука и наша одговорност е ние да го представиме тоа така. Сега, тука веднаш се наметнува прашањето за кој што зборувавме, што треба да се пласира на гледачите и во суштина и оно што го зборувавме, што треба гледачите да бараат како информација, што за нив треба да биде релевантно. Тука сметам дека е најголемиот проблем, кога ексклузивитетот малку повеќе преовладува и можеби е како прва информација која што ќе сакаат да ја прочитат, но се надевам дека повеќето веднаш потоа разумот преовладува, па го бараат изворот и релевантноста на информацијата. Доколку ја имаме таа слобода на говор каде што секако секој од нас би сакал да се вклучи во известувањето и пласирањето на вистински информации, тогаш самото општество ќе бара да се пласираат вистински точни, навремени информации кои што ние треба да ги добиваме. Тоа значи дека едноставно, повторно ќе се вратиме на медиумската писменост, таа е клучниот аспект на се, заради тоа што ќе сакаме информации кои што не се само тука, туку бараме информации од целиот свет, ние константно да бидеме информирани што се случува и внатре, во нашата држава, меѓутоа и надвор од неа. Така што тука се работи и за она истражувачко новинарство кое што кај нас за жал можеме да забележиме и од нашите студенти некако немаат можности да го вежбаат тоа, затоа што новинарството значи постојано надоградување, да ги следите трендовите, да ги следите новите информации. Истражувачкото новинарство полека некако како да замира, а токму тоа е она кое што на нашите гледачи... А на толку можности сега? Да, мислам дека можностите... За разлика од некогаш, на толку можности, на една дигитална ера која што ја живееме. Да, тука е проблемот за тоа што мислам дека и самите ние си ја наметнавме онаа слика дека ваквите науки се веќе непотребни
и потоа самото тоа консеквентно ги носи последиците да нели нормално и немаме истражувачко новинарство. Факултетот пробува да, односно веќе е во процес на реформирање на студиите по новинарство и како структура на студии, меѓутоа нели и самите оние работи кои што се изучуваат, дигитализација и модернизација, нормално пробуваме да бидеме во тек во се она што се случува во сите реномирани универзитети во странство. Мислам дека тоа е првиот чекор како да ги придобиеме студентите и како истите да им покажеме дека истражувачкото новинарство зависи од нив, нели, а не од се останато. Треба да имаме желбата да го истражуваме тоа и да го пласираме тоа. Само на кусо, Јустинијан Први, правниот факултет во Скопје, има ли студенти новинари, дали може да очекуваме нова генерација? Само на кусо? Секако дека може да очекувате нова генерација, има студенти кои што секоја година дипломираат и магистрираат на истиот смер, меѓутоа за жал бројката се намалува и тоа е фактот кој што ние не можеме да избегаме и затоа сакаме токму со овие настани, токму со вакви гостувања, да им порачаме на студентите секогаш да го следат она кој што навистина сакаат да го прават, да не се плашат од новинарската професија, да ги мотивираме дека треба да ја бараат слободата на говор, да го искажуваат своето мислење, да истражуваат пред се и нели да бидат оние кои што ќе подобрат медиумската писменост кај гледачите и граѓаните кај нас. Зорана Антовска, благодарам. Благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас.